Во најтемното поглавје од германската историја, кога разјарени толпи фрлаа камења во излозите на невини сопственици на продавници, а жените и децата беа сурово и отворено понижувани, Дитрих Бонхофер, еден млад свештеник, почна јавно да зборува против злосторствата на режимот. После многогодишна работа, обидувајќи се да влие со разум на јавното мислење, Дитрих Бонхофер, кога си дошол дома една вечер, од татко му разбрал дека двајца мажи го чекаат во неговата соба за да го уапсат. Во затвор, Бонхофер размислувал како неговата земја на поети и мислители, се претворила во колектив од кукавици, расипници и криминалци. На крајот, заклучил дека суштината на проблемот не е злобата, туку глупоста. Во неговите познати писма од затворот, Бонхофер тврди дека глупотијата е поопасен непријател на доброто од злобата. Бидејќи човек може да се спротистави на злото, тоа може да се разоткрие или спречи со употреба на сила. Против глупотијата сме безпомошни. Нити спротиставување, нити употребата на сила не може да постигне ништо против неа. Резонирање и расправија влегуваат во глуви уши. Глупавиот човек едноставно не верува во фактите спротивни на неговите предрасуди. И кога тие факти се непобитни, тој ги турнува од себе како беззначајни или небитни. Истовремено, глупавата личност е самоуверена и затоа што многу лесно се иритира, реагира на непредвидлив начин и често преминува во напад. Заради тоа, човек треба да биде повнимателен кога се справува со глупава личност отколку со злонамерна личност. Ако сакаме да дознаеме како да ја победиме глупотијата, мора да се потрудиме да разбереме природата на глупоста. Едно е јасно, глупотијата не е во суштина интелектуален дефект, туку морален. Постојат луѓе кои се значително интелектуално агилни, но глупави. И други кои се интелектуално поспори, но се освен глупави. Впечатокот што се добива не е дека глупоста е вродена мана, туку дека под одредени околности луѓето биваат направени глупави или подобро кажано дозволуваат тоа да им се случи. Луѓе кои живеат сами го изразуваат овој дефект поретко отколку оние што живеат во групи и затоа се чини дека глупоста е можеби во помала мера психолошки отколку социолошки проблем. Станува очигледно дека секое засилување на моќта, било да е тоа од политичка или религиозна природа, заразува голем дел од човештвото со глупост. Се чини како да се работи за социолошко-психолошки закон, каде што на моќта на поединецот му е потребна глупоста на другите. Она што се случува тогаш не е дека конкретните човечки капацитети, како што е интелектот, одеднаш откажуваат, туку дека под огромно влијание на моќ која се засилува околу нив, луѓето биваат лишени од својата внатрешна независност и повеќе или помалку свесно се откажуваат од своето автономно мислење. Фактот дека глупавата личност е често тврдоглава не треба да го засени фактот дека таа истовремено не е повеќе независна. При разговор со глупава личност, човек често се чувствува како да не зборува со друга индивидуа, туку со збир на слогани, пароли и слични флоскули кои ја надвладеале неговата индивидуалност. Таа личност е како магепсана, заслепена и е злоупотребена во нејзиното сопствено битие. Бидејќи на тој начин станува безумна алатка, глупавата личност е способна за секаков вид на зло, без да може да свати дека тоа што го прави е злобно. За да се надмине глупоста, потребен е акт на ослободување, а не на подучување. Мораме да се соочиме со фактот дека во повеќето случаеви вистинско внатрешно ослободување станува возможно само откако му претходи надворешно ослободување. До тогаш мора да ги напуштиме сите надежи дека ќе го убедиме или излечиме глупавиот. Бонхофер бил екзекутиран поради негова вмешаност во заговор против Адолф Хитлер во муглите на 9 април 1945 година во концентрациониот логор Флосенберг, само 2 недели пред да биде ослободен од војската на САД. Делата не извираат од мисла, туку од подготвеноста да се превземе одговорноста за нив. Крајниот тест за моралот на едно општество е видот на свет што тоа го остава на своите деца.
рекол еднаш Бонхофер. Погледнете во описот на ова видео подолу за да го прочитате оригиналниот текст на Бонхофер, што се вика По 10 години. За повеќе информации за Бонхофер или да го превземете ова видео без позадинска музика, одете на sproutsschools.com. This and all other Sprouts videos are licensed under Creative Commons. That means teachers from all around the world can use them in classrooms, online courses, or to start projects. And today, thousands already do. To learn how it works and download this video without ads or background music, check out our website or read the description below. If you want to support our mission and help change education, visit our Patreon. That's patreon.com/sprouts.